Денеска се регистрирани вкупно 18 оздравени пациенти. Од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби се заминаа 11 пациенти, двајца од болницата во Дебар, а регистрирани се и 5 оздравени пациенти, двајца од Кочани и тројца од Скопје, кои се лекуваа во домашни услови, а кои по 2 контролни теста се негативни на вирусот. Во изминатите 24 часа се потврдени 36 нови случаи на COVID-19. По градови Скопје 22, Куманово 4, во Прилеп, Струга и во Велес по 3 лица, а во Битола по 1 лице. Од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа 2 пациентки од Куманово и од Крушево на возраст од 85 и на 77 години, а денес во евиденцијата на Институтот за јавно здравје е регистриран и еден починат пациент од Лабуништа во Струга, кој имал хируршка интервенција во болницата Филип II, а бил ковид позитивен. Пациентот починал пред 3 дена, зашто неговиот матичен лекар денеска го информирал Институтот за јавно здравје. Министерот за здравство доктор Венко Филипче на вчерашната пресконференција апелираше до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и во пресет на великденските празници да останат дома. Влегуваме у најкритичната фаза. Ако сега не се почитуваат мерките без разлика, што е поводот? Дали ќе биде верски празник или ние имаме месец пред нас и со други верски празници. Значи, тоа значи дека даваме шанса за еден следен пик после 2 недели од овие денови сега. И ние токму тоа сакаме да го избегнеме. Затоа се сите апели да нема собири, да се почитуваат мерките, да се почитуваат препораките. Навистина апелирам до граѓаните. Може овој празник дома да се помине. Ништо нема да се изгуби. Тоа е инвестиција во здравјето. Сите имаме одговорност. Оваа форма на групирање воопшто не одобрувам, собирање од било каков тип се огромен ризик и апелирам до граѓаните ова да го сватат многу сериозно, да го прослават празникот соодветно на состојбата и да се придржуваат до препораките. Ние, здравствениот систем, здравствените работници, креаторите на политика нема да можат без учество активно на граѓаните да добијат оваа битка.